Утре, ако сакаме ќе седиме ќе збориме. Добро, значи целта е, добро. Значи ќе ве молам, значи, во интерес секој, значи интересот е секој своето мислење да го каже. Значи, затоа викам, ќе седиме и ќе слушаме. Не сакаме ни загадувачка индустрија, ма ни незагадувачка не сакаме, пошто ние живееме на 3 километри од центарот на градот воздушно и вместо ние 2021 година да се насочуваме кон нешто што е нормално, ние слушаме како релативизираме тука, демек добро е тоа, као нешто ние ќе оджаците ќе ги чистиме, ама какви оджаци, никаква индустрија не треба да има. Значи филтер прашината е на списокот, значи на листата на отпад од Министерството за животна средина и просторно планирање стои дека таа е опасен отпад. Значи ако зборувате во извештајот дека ќе се преработува филтер прашината, таа е опасен отпад и која содржи цинк. Значи класификацијата вели дека таа е опасен отпад, а цело време се зборува за неопасен отпад. Значи во вашиот извештај имате многу контрадикторни информации. Јас се уште како активист и како жител на оваа држава, јас се уште немам доволно поверење во работата на институциите. И затоа во овој момент, бидејќи го представувам, значи ги представувам дел од граѓаните, не сакаме да се отвори ваков отпад без разлика колку и да биде тоа, значи со најсовремени услови. Кога таму ќе воспоставиме зона E31, вредноста на мојот имот ќе падне за 30%. Веднаш. Затоа што јас живам на километар и пол од таму. Ај што ќе падне вредноста на мојата куќа, ќе паднат вредностите на имотите на луѓето кои што се бават со земјоделие, ќе падне вредноста на нивниот производ на пазарот. Ќе падне популарноста, никој нема да сака да купи земјоделски производ од стајковци. Тоа ли сакаме да им го направиме на луѓето? Ку вие викате доколку има хаварија, ќе има и причинители по здравјето на нашето население. Дали сте спремни вие што ќе го потпишете тој договор да одговарате со затворски казни или на некој друг начин доколку се случи таа хаварија, или ќе решеме еднашка да умреме како мажи, па ако треба да искочиме тамо пред багери да лежиме, наместо да се труеме како глувци, и јас ви ветувам дека овој пат нема да пројде ништо освен зеленило, спортски центри. Градоначалникот е тука и мислам дека уште денеска треба да донесете решение да ја запрете постапката. Постапка не треба да има. Доколку постапката продолжи, седница ќе имаме ние на Советот на 28. Ќе побараме распишување на референдум на локално ниво. Референдум на кој граѓаните на гласање ќе кажат дали се да продолжи оваа постапка, дали воопшто да застане тука и се да се поништи. Мислам дека само преку вакви јавни дебати, према искрени разговори, преку партнерски однос кои што може да бидат посветени, аргументирани и само во сала, не надвор, не на улица, може да се донесе практично и рационално решение, вклучувајќи го ова сега што разговараме за комплексот Железара. Ја овде обстојувам 56 години и свесен сум и за овие млади дечиња кои што се денеска присутни, за тие од Железара, за сите починати, за сите кои што секојдневно на белодробните одделенија и на здравствениот дом и на клиничкиот центар се регистрираат. Не зборам само за Газибаба, зборам и за градот Скопје, значи секој ден има по еден ново заболен од белодробните заболувања. Ова е сериозен предизвик.